Лидерот на СДСМ Зоран Заев никако да излезе од лавиринтот во кој се вплетка во обид да го оправда повторното одложување на стартот на судењето за случајот Подкуп, во кое е обвинет за барање мито во својство на струмички градоначалник. Од партијата вчера испратија соопштение во кое тврдеа дека станува збор за недоразбирање, односно дека погрешно била разбрана првата верзија на Заев, според која бараше одложување на судењето поради наводна средба со италијанскиот амбасадор. Откако ова беше лично демантирано од амбасадорот преку неговиот Твитер профил, од СДСМ вчера рекоа дека Заев имал средба всушност со представник од амбасадата, во случајов со конзулот. Заев денеска изјави дека поради тоа што не можел да ја потврди средбата со италијанскиот амбасадор, остварил средба со италијанскиот конзул, иако судски извори за телевизија Нова велат дека во судскиот записник дефинитивно стои дека Заев барал одложување на рочиштето заради средба со амбасадорот Карло Ромео. Заради тоа што судскиот процес се одложуваше на два пати, тие што го следеа, не можев јас да ја потврдам средбата со италијанскиот амбасадор и се оствари средба со италијанскиот конзуларен представник или репрезент за она со кое што разговараме со сите амбасадори. Случајот Подкуп за кој пријавата беше поднесена уште во март лани, пред 3 дена беше одложен по 6-ти пат, а 7-миот обид да започне ќе се направи кон крајот на јануари. Инаку дополнително, одбраната на Заев на последното рочиште неколку часа го одолговлекуваше почетокот на судењето со барање за изземање на јавниот обвинител Владимир Милошевски поради наводна постапка против него во специјалното јавно обвинителство. И ова тврдење на Заев се покажа како невистинито и беше експресно демантирано директно од СЈ. Од ВМРО ДПМН вчера побараа институциите веќе да не ги толерираат манипулациите на лидерот на СДСМ, кој како што велат го излажал судот само за да одложи рочишта. Аболицираниот криминалец Заев лажеше без око да му трепне, само за уште еднаш да го одложи рочиштето и да го расплече предметот за подкупот што го бараше од струмичкиот бизнисмен по неговиот принцип евро за црквата, евро за вицето. Заев освен во Подкуп, обвинет и во случајот Пуч, кој исто така постојано се одложува и никако да започне. Во случајот Пуч, лидерот на СДСМ во еден период воопшто и не се појавуваше во судот, бидејќи како што велеше не го признава.